Поштовани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование. И ќе се обидам да ја збогатам ова моја училница за уште една нова наставна содржина, односно да им помогнам на учениците од 8 одделение да совладаат уште една нова лекција, па така продолжуваме со последната, односно третата тема за 8 одделение. Тоа е темата Македонија во почетокот на 19 век до Првата светска војна, односно продолжуваме со лекцијата Борба за самостојна црква. Една многу важна лекција која што всушност е суштината на македонската револуционерна борба и тоа што во иднина треба да го зборуваме за остатокот од темата. Па така, да видиме зошто ова лекција е важна и зошто и придаваме толкаво значење. Прво, ќе ги објасниме црковно-училишните општини, кои што ќе бидат, да кажем, основната клетка на културно-просветниот живот во Македонија. Значи, црковно-училишните општини ќе бидат тие кои што практично ќе го организираат школството, меѓутоа тоа ќе бидат институции во кои комплетно ќе се одвива културниот живот во Македонија. Така, слободно можеме да заклучиме дека образованието се одвива во тие црковно-училишни општини, меѓутоа и комплет културата ќе се одвива во тие црковно-училишни општини. Меѓутоа, освен од културен просветен карактер, тие имале и општествен карактер, бидејќи ќе решаваат и општествени прашања, односно, освен прашања од областа на црковно-просветниот карактер, тие ќе решаваат и прашања од семејните и брачни односи, ќе се занимаваат со култура и така натаму, значи ќе имаат едни по-широки ингеренции како институција, бидејќи практично ќе бидат најважните институции во Македонија во овој временски период. Па така, можеме да истакнеме дека со општините ќе раководат свештеници, најпрво, бидејќи се наоѓаат во црквите и во манастирите. Штом се наоѓаат во црквите и во манастирите, логично со нив да раководат свештеници. И веќе кажавме, овие црковно-училишни општини имале за цел да ја одиграат улога на училишта за македонските деца. Па така, практично, целиот образовен процес ќе се одвива во црквите и во манастирите. Меѓутоа, во 1767 година ќе биде укината Охридската архиепископија, па така владењето во црковно-училишните општини ќе го превземе Цариградската патриаршија, што значи дека овие црковно-училишни општини во Македонија ќе добијат грчки карактер. Меѓутоа, тоа е временски период подоцна кога се формира и македонското граѓанство. Со формирање на македонското граѓанство се истакнува потребата од пообразовани ученици, ученици кои освен црковни содржини ќе имаат широки познавања од други области како природните науки, општествените науки и така натаму. И затоа новиот граѓански слој ќе бара промена во функционирањето на црковните училишни општини, па затоа најистакнатите граѓани, односно припадници на богатиот граѓански слој, односно чувачиите, ќе се борат и тие да влезат во раководните структури на црковно-училишните општини. Па така, некаде кон крајот на 18 и почетокот на 19 век, и тие ќе се вклучат во управувањето на црковните училишни општини. Па така, всушност, тие училишта ќе почнат да наметнуваат содржини од нецрковен карактер и така полека ќе добијат статус и на световни училишта. Свети се училишта кои што имаат црковна содржина или религиозна содржина, а световни кои што имаат нецрковна содржина. Така да, македонските чорбаџи кои ќе влезат во раководните структури на училиштето, сега ќе бараат поведување на световни предмети, односно предмети со нецрковна содржина. Па така, веќе во 19 век
таа борба за превземање на општините од страна на македонското граѓанство, односно македонските чорбаџии се интензивира, како што тие превземаат улогата во црковните училишни општини, така бараат да се изведува настава на народен говор, меѓутоа и богослужби на народен говор, што значи претходно, штом грчки свештеници раководеле со црковните училишта, логично е наставата да биде на грчки јазик, сега македонските чорбаџии со нивното влегување во црковните училишни општини ќе бараат наставата да се изведува на народен говор, односно на македонски јазик. Тоа е тоа за црковно училишните општини, односно слободно можеме да кажеме дека црковно училишните општини се институции каде се организира настава, која најпрво била од црковен карактер, после тоа ќе стане и од нецрковен карактер, освен настава, односно црковно просветен карактер, ќе се регулираат и семејни, и брачни односи, ќе се одвива културата, односно уметноста и така натаму, и така натаму. Кажавме дека односно се извинувам, после 1767 година со црковно училишните општини раководат грчки свештеници, бидејќи се под контрол на Цариградската патриаршија, во крајот на 18 почетокот на 19 веќе започнува борбата црковно-училишните општини да бидат превземени од македонските чорбаџии, односно новиот македонски граѓански слој, кој што го нарекуваме македонско граѓанство. Тоа е црковно-училишните општини. Сега гледате колкав проблем имало тоа што македонските црковни училишни општини биле раководени од грци. Биле раководени бидејќи македонската, односно Охридската архиепископија не постоела, била укината во 1767. Што значи дека ако постоела македонската црква, односно Охридската архиепископија, голема веројатност наставата да се изучувала на македонски јазик, затоа неопходно било македонскиот народ да се избори за своја сопствена црква. Освен ова, тука посебно влијание ќе има и така наречениот Милет систем. Што е Милет систем? Милет систем е определување на националноста врз основа на верската припадност. Па така, во тој временски период, османлиите, сите кои што биле припадници на исламската вероисповед, ги запишувале за турци. Значи, без разлика дали се турци, албанци, роми и така натаму, сите што имале муслиманска вероисповед биле запишувани за турци. Значи, тоа е Милет систем. Македонците кои што биле припадници на Цариградската патриаршија биле запишувани за грци. Зошто? Бидејќи црквата беше раководена од страна на грчки свештеници. И така натаму, и така натаму. Значи, се надам дека ја свативте, да кажам, суштината на Милет системот. И бидејќи на македонците не им било возможно да се декларираат како македонци, тие сватиле дека за да се декларираат како македонци мора да имаат собствена црква, затоа ќе започне борбата на македонците за возобновување или за обнова на Охридската архиепископија. Прва работа е, да можат македонците да бидат запишувани како македонци, а втората е богослужбата да се изведува на словенски јазик. Бидејќи тие не ја разбирале богослужбата која се изведувала на грчки јазик. Па така, најсвежи традициите ќе бидат во Охрид и Охридско, каде што беше седиштето на Охридската архиепископија, па таму ќе започне борбата за нејзино возобновување, односно охридските граѓани ќе бараат обнова или повторно да биде создадена Охридската архиепископија. Оваа борба ќе биде предводена од двајца македонски интелектуалци, Јанаки Стрезов и Димитрија Миладинов, и за таа цел тие ќе во 60-тите години на 20-тиот век ќе соберат 10.000 потписи како петиција и повеќе од 500 печати од целиот Охридски регион. Значи, практично ќе направат петиција во кој на султанот сака да му представат дека македонскиот народ бара возобновување на Охридска архиепископија. И пак ќе повторам, за таа цел ќе соберат 10.000 потписи и 500 печати.
Посебно во оваа борба ќе се истакне и митрополитот Теодосиј Гологанов, меѓутоа за неговата улога ќе зборуваме сега кога ќе зборуваме за пропагандите во Македонија. Сега, што беше поентата? Се надам дека го свативте Милет системот, односно определување на националноста врз основа на верската припадност. Па така, на која вера припаѓате, таа националност ќе ја пишат. Ако сте муслиман, ќе ви пишат турчин. Ако сте припадник на Цариградската патриаршија, ќе ви пишат грк. Ако сте припадник на Бугарската црква, бидејќи е формирана во 1870 година, ќе ја пишат за бугарин и така натаму и така натаму. Македонска православна црква не постоела во тој временски период, односно беше укината во 1767 година, па така, значи македонците мораат да се запишуваат во некоја од другите нации. Тоа одлично ќе го објасни Теодосиј Гологанов, кој што подоцна ќе го видиме. Еве го Димитрije Миладинов, кој за жал ќе го загуби својот живот во затвор, бидејќи баш заради ова ќе биде затворен и однесен во Цариград, каде што ќе почине. Сега, во овој временски период ќе започнат пропагандите во Македонија, односно ново создадените балкански држави сватиле дека турската држава е на климави нозе, односно е пред распаѓање. И затоа тие сакаат да грабнат колку што е можно поголем дел од територијата на Турција, а Македонија била најголем залог во целата таа состојба. Па така, секој од балканските народи сакал да представи дека во Македонија живеат друг народ, само не македонци. Така грците сакале да представат дека во Македонија живеат грци, бугарите сакале да представат дека во Македонија живеат бугари, србите дека сакале да представат дека во Македонија живеат срби и така натаму и така натаму. Така тие со сите сили ќе се трудат да ги убедат останатите дека во Македонија живее нивно население. Така ќе започне пропагандата на убедување, а најстара и најсилна пропаганда во Македонија ќе биде грчката пропаганда. Претходно ви кажав дека таа пропаганда ќе започне веднаш по 1767 година, кога целта била Македонија да се грцизира, на македонското население да му се представи дека тие се грци. И оваа пропаганда била директно организирана од Цариградската патриаршија. Цариградската патриаршија е Вселенската патриаршија, црква на сите православни христијани. Меѓутоа, во тој временски период таа била раководена од грци и затоа целта на грците била да им представат на македонците дека тие се грци. Како ќе го направат тоа? Така што претходно зборувавме дека училиштата беа под контрол на грчките свештеници и со помош на изучување на грчкиот јазик, ставање на грчки имиња, презимиња, изучување на грчка историја, кај македонците со тек на време да се наметне свест дека тие се грци. Така требало да се изврши така нареченото погарчување на Македонија и да се покаже грчкиот карактер на Македонија, односно да се покаже дека во Македонија живеат грци. Сега, на овој начин требало да се реализира така наречената Мегали идеја. Се надам дека се сеќавате на Мегали идеја, односно големата идеја. Целта беше Грција да се прошири на 2 континенти и на 4 мориња, а Македонија беше дел од таа Мегали идеја. И така, требало според оваа Мегали идеја комплетно територијата на Македонија да влезе во состав на Грција, па така оваа пропаганда требало тоа да го овозможи. Односно, да се подсетиме, според грчката пропаганда, во Македонија живееле грци, требаше да се убедат луѓето во Македонија дека се грци. Како ќе се убедат? Преку училиштата, така што децата ќе изучуваат грчки јазик, ќе им бидат променети имињата, меѓутоа ќе изучуваат и за грчката историја. Еве познатата Мегали идеја, Грција на 2 континенти и на 4 мориња. Освен грчката, постоеле и други пропаганди, па така, ние треба да зборуваме сега и за бугарската пропаганда. Така, бугарската пропаганда во Македонија започна после 1870, веднаш по создавањето на бугарската екзархија. Бугарската екзархија е всушност бугарската црква.
Така, Бугарската црква ќе биде возобновена, односно создадена во 1870 година и со нејзина помош ќе се обидат да им покажат на светот дека во Македонија живее бугарско население. Меѓутоа, во 70-тите години на 19 век оваа пропаганда ќе запре, бидејќи ќе се случи познатата источна криза, во која ќе учествува Бугарија, всушност ќе биде создадена и бугарската држава, па така ќе им бидат одземени сите ингеренции на бугарските свештеници, меѓутоа во 80-тите години на 19 век повторно ќе им бидат дадени и така тоа е временски период кога повторно во 80-тите години на 19 век ќе се интензивира. Сега, грчката црква бугарската црква и бугарската држава биле координирани, односно организирани. Како што Грција имаше за цел да покаже пред светот дека во Македонија живеат грци, така Бугарија имала за цел да покаже пред светот дека во Македонија живеат бугари. Главна цел беше припојување на Македонија кон Бугарија и да се покаже дека во Бугарија има бугарско население. Како ќе се покаже? Така што бугарите требало да го превземат управувањето на црковно-училишните општини и преку нив, со изучување на бугарскиот јазик, бугарската историја, на македонците да им садат свест дека всушност тие се бугари. Сега, еден добар дел од македонците ќе се спротивстават на ваквата политика. Еден од тие е познатиот свештеник Теодосиј Гологанов, кој, внимавајте, ќе биде свештеник на бугарската екзархија и одблиско ќе ги осети намерите дека бугарската црква има задни намери, не е тоа да им помогне на македонците и на македонскиот народ, туку да ги претопат, да ги убедат дека тие се нешто што всушност не се, односно дека се бугари. И на оваа пропаганда Теодосиј Гологанов, без разлика што бил во тој момент свештеник на бугарската црква, жестоко ќе се спротивстави. Се надевам дека ова што го гледате дека ќе може да го прочитате, меѓутоа јас ќе ви го прочитам со цел да го доловиме тоа што сакал Теодосиј Гологанов да го каже, а подобро и да сакал не можел да го објасни. Внимавајте што ќе изјави тој за пропагандата. Вели: ние македонците немаме толку мака од турците. И тука вели да не е жив падишахот, односно султанот, тоа е со 3 точки. Вели колку од грците, бугарите и србите, кои како орли на мрша се впуштија во оваа наша многу страдална земја и сакаат да ја расчеречат. Нашата екзархија, внимавајте, се мисли на бугарската црква. Значи, нашата екзархија со својата црковна и просветна дејност тука во Македонија ја врши всушност најмизерната задача. Му го одзема името на еден народ и го заменува со друго. Му го одзема мајчиниот јазик и го заменува со турски. Му ги одзема сите национални белези и ги заменува со туги. Ние духовниците, по потекло македонци, че внимавајте, прави дистинкција или разлика помеѓу македонци и бугари. И затоа вели: ние духовниците, по потекло македонци, треба да се здружиме и да го покренеме нашиот народ да се разубеди, да ги отфрли тогинските управи, да ги отфрли патриаршијата и екзархијата и да се обедини во духовно под закрилата на Охридската архиепископија, нивната вистинска мајка црква. Значи, тоа е Теодосиј Гологанов. Значи, внимавајте, гледате како одлично ги објаснува пропагандите, посебно за бугарската екзархија, која вели се труди македонците да ги претвори во бугари, односно им го одзема мајчиниот јазик и сака да го замени со туги. Им ги одзема сите национални белези и сака да ги заменува со туги. И не само тоа, туку пак ќе повторам, гледате, прави разлика помеѓу македонците и останатите, не само со бугарите. Затоа тука ја споменува и патриаршијата, односно грчката црква во тоа време. Сега, најзначајна бугарска институција во која требало да се врши таа бугарска пропаганда била најпознатата гимназија во тоа време во Македонија, Солунската машка екзархијска гимназија, во која ќе учат и најголем дел од македонските револуционери. Меѓутоа,
најголемиот дел од нив ќе се спротивстават на таквата бугарска политика, така дел од нив како Петар Попарсов, Дами Груев, Ѓорче Петров, Крсте Петков Мисирков ќе бидат избркани од училиште само и само заради тоа што не сакаат да учат на бугарски јазик. Па така, некои од македонските интелектуалци, како например Петар Попарсов, ќе сака да ја разобиличи ова бугарската пропаганда, тогаш премиер на Бугарија ќе биде Стефан Стамболов и така ќе напише една книшка, едно дело против бугарската влада, во која сака да ја разобиличи бугарската пропаганда. Значи, внимавајте што вели Петар Попарсов, еден од основачите на Македонската револуционерна организација. Вели, ние немаме училишен одел во Цариград, бидејќи бугарите имале кај Цариградската патриаршија. Вели, кој ќе се грижи за добриот развој на училишното дело во Македонија. А просто и чисто еден северно-бугарски језуитски одред со познатата задача. Се мисли, нели, со тенденција македонците да ги направат бугари. И тоа дури самиот го кажува во која вели, која во себе ја држи тенденцијата да создаваат во Македонија со тенденција која во себе содржи да создаваат во Македонија бугари. Вели, екзархијата дава пари и купува ветер, зашто народност со пари не се купува. Тоа е такво деликатно нешто кое штом сети дека го пазариш, изветрејува. Значи, гледате колку одлично ова го објаснува Петар Попарсов. Вели дека со пари националност не се купува. Тоа сака да го покаже, нели, во овој негов тука дел и меѓу другото исто така ни кажува, вели, дека бугарите сакаат во Македонија да создават бугари. Освен српската, освен грчката и бугарската пропаганда, постои и српска пропаганда. Сега, за разлика од другите пропаганди, оваа пропаганда не била организирана преку црковните институции, туку била организирана директно од српската власт, односно од српската влада. За таа цел ќе биде формирано друштво Свети Сава, кое ќе биде под контрола на српска влада. Што ми беше поентата? Поентата ми беше дека српската влада во Македонија ќе формира така наречени агентства и преку нив ќе се избори во Македонија да бидат отворени српски училишта. Меѓутоа, српската пропаганда ќе биде најслаба. Меѓутоа и покрај тоа, таа ќе биде подзасилена во делови како Велешко и Прилепско, односно Азот, делот околу Богомила, Чашка и така натаму, тој дел нели меѓу Велешко и Прилепско. И муабетот ми беше дека тоа е во централна Македонија и како што самите срби во тоа време кажуваат, вели, за која ќе поминат странци во Македонија да видат дека во Македонија живее и српско население. Како и српската како и грчката и бугарската пропаганда, и српската пропаганда имала за цел да покаже дека во Македонија живеат срби, односно да се покаже српскиот карактер на Македонија. Како што бугарите сакаа припојување на Македонија кон Бугарија, како што грците бараа припојување на Македонија кон Грција, така србите бараат припојување на Македонија кон Србија. Па така, нели, ви кажав дека еден дел од оваа пропаганда ќе биде засилена во Велешко и Прилепско, меѓутоа тоа нема да биде доволно, меѓутоа и покрај тоа, нели, српските амбиции во Македонија ќе бидат присутни. Од прилика тоа е тоа за оваа лекција. Сакав само уште да ви кажам дека постоеле и други пропаганди, како например протестантската пропаганда. Тоа била исто така црковна пропаганда која имала за цел, нели, православното христијанско население во Македонија да го претвори во протестанти. И тука била влашката пропаганда која била диктирана директно од романската држава. Таа не била силна пропаганда, меѓутоа сакала преку властите тука во Македонија да оствари своји интереси некаде на друго место. Од прилика тоа е тоа. Јас се надам дека ви помогнав, јас се надам дека ги разбравте овие работи, се надевам дека беа интересни и се надевам, нели, дека ќе ви послужи ова за понатаму да ги разбереме и
другите лекции, бидејќи сето ова е поврзано со лекциите кои што нели и понатаму ќе ги работиме. Од прилика тоа е тоа, со нова лекција и со ново видео ќе се